еве на нас повторно, другари. Јас се надевам дека вие добро се одморивте за време на големиот одмор. А сега можеме да продолжиме со нашиот следен час по математика за трето деление. Да, за трето деление и наставната содржина ни е симетрија денеска. Ајде, драги ученички мои, Добро. ќе повелете овдека на масата, имаме стикерчиња, имаме и листови, обични бели. Сега, ако сакате стикерчиња да се изберете, значи тие се во форма на квадрат, во форма на срце и уште едно. Ти срценце земи си едно срценце. Линче, ти што ќе избереш? Јас ќе земам Квадратче? Ајде. Сега, штом ќе се земете квадратче, ваша задача ќе биде да ги превиткате. Значи да ги превиткате, но кога ќе ги превиткате треба да добиете еднакви делови. Да. Добро. Ајде видиме дали ќе може да ги превиткаме и да добиеме еднакви делови. Еве, јас добив еднакви делови. Так. Еве јас. Так. Го превитка вертикално Да. или хоризонтално? Јас? Вертикално го превитка Марија. Кај мене е се едно затоа што има 4 еднакви страни. 4 еднакви страни, така, може и по диагонала да го превиткаме, што ќе добиеме? Сега доби два По диагонала правоаголници, ќе добиам исти. триаголници. Да, да Триаголник. добиеш исти Ева триаголници. може и вака. Квадратот е добро затоа што може да се направи ева триаголник. А после триаголникот може да се направи уште помал триаголник. Па е уште помал триаголник и така додиме се додека можеме. И Да еве, превиткаме. ова беше квадрат, еден голем квадрат, сега стана една мала триаголниче. Триаголниче, да. Еве, ја сега имам една стрелка и овдека ќе ја превиткам и незе по должината незина да добијам две еднакви страни. Да, еве. Но, што се случи? Значи, добивме два еднакви дела и едниот дел е огледало на другиот. Кога ќе го, да, кога ќе ги споиме, значи едниот е огледало на другиот. А оваа линија тука, со превиткувањето што ја добивме, е линија на симетријата, значи оваа фигура, која што ја имам тука, или 2D форма, е симетрична фигура. Исто така, Што е тоа симетрија наставничке? Симетрија е кога, значи, ова е 2D форма, значи е 2D форма, срцето има симетрија. Зошто има симетрија? Затоа што може Бидејќи да се кога ќе подели го на два превиткаме, еднакви да, дела? да. И добивам, еве сега како на огледало. Може и да видите како ќе се Ајде да случи. видиме. Што се случи? Имаме два цело срце. Сега цело срце. Да. Да. А еве со стрелката да видиме што ќе се случи. Исто Имаме цела стрелка. Така, цела стрелка. А линијата која е на симетријата, која ќе биде тука се гледа, еве. Огледалото. Се гледа. Така, да. Еве може и со квадратчето, ако сакаш да го свиткаме само, ќе добиеме исто. Значи кај линијата што е? Квадратче. Да, На видна, добро. да. Одлично. Ајде да продолжиме сега со Ајде. презентација. Значи, што е симетрија? Тоа што прашавме. Еве, и срцето има, нели, линија на симетрија. Да видиме што е што. Ако повлечеме, значи, една линија, сликата или фигурата, ќе се подели на два дела. Едниот дел ќе биде огледало на другиот дел. Тоа е Симетрија. Значи, исти. Кога ќе се превитка листот, може се и со листот да го ќе добиеме два исти Еднакви дела. На идентични еднакви дела. дела, да. И тоа едниот е огледало на другиот. другиот. Да. Сега линијата што ја повлековме е линија на симетрија. Да, еве таа линија на симетрија на самиот цртеж ја гледате. Да. Сега фигурата или сликата што има една или повеќе линии на симетрија се нарекува симетрична фигура, односно симетрична слика. Да. Продолжуваме понатаму. Што гледате сега? Пеперуче. Пеперутката кој ќе ги спои крилцата Е симетрично. се симетрични, така, симетрични се еве ги. Значи кога ќе ги спои добиваме како едно да има крило. Да. Како едно. Нели? И па еве едното не ви изгледа дека е како исто, мислам исто. Да, исто, симетрично едно на друго. А еве таа линија која што е симетрија, која што е дели пеперутката на два еднакви дела. Таа ние значи и во природата може да забележиме дека кај инсектите има симетрија. Ќе видите и кај други работи кои што
Еве, пеперутката значи има линија, тоа видовме, кога ќе повлечеме замислената, значи таа е замислен, линија на средината на пеперутката ќе добиеме две исти страни. И како има вертикална линија или оска, математички кажано, на симетрија. Значи има вертикална. Ако вака ја, дали ќе има исто ќе биде ако е Не. хоризонтална повлечеме Не. оска на симетрија или линија на симетрија? Тогаш нема да биде исто. Нема да биде, кога ќе ги прехлопиме ќе добија сосема Да. поразлично. А еве сега имаме квадратот. Еве го квадратот го гледате и самите. Што се случува? Значи диагонално, Две оски на кога ќе ги симетрија. така, диагонално кога ќе го превиткаме, значи добиваме триаголници, два Триаголници. идентични Да. триаголници или самите си се едни од другото огледало. Или сега кога ќе го превиткаме Два хоризонтално правоаголници. и вертикално добиваме два Правоаголници. так, два правоаголници, да, или четириаголници. Да. Ете. Исто и квадратот, ама квадратот има повеќе линии или оски на симетрија. Вертикална, хоризонтална и диагонална. диагонална. Да, повеќе. Сега ова многу го сакаме. Кога е зима. Снегулка. Снегулка. Снегулката што мислите колку оски на симетрија има? Или колку линии на симетрија? Три, Оваа исто, овдека. хоризонтална, три. вертикална и диагонална. Диагонал. Така, значи имаме. Така, одлично. Да. Браво. Истото, да се не се повторуваме. Еве таа рефлексивна симетрија или огледална, што викаме симетрија, кога истата фигура ја гледаме како на огледало. Значи сега ние покажавме, еве тука и дечињата како си играат со симетрија, значи си прават своји фигури, од другата страна веќе истото се случува и се огледува, како и ке пеперутката, така и ке цртежот. Еве примери за вертикална линија на симетрија. Значи, данското знаме, вака кој ќе го вертикално си, кој ќе го споиме, има вертикална симетрија. Звездата, буквата А, Да. листот, јаболчето пресечено, исто и пеперутката е тука. Значи тоа се вертикална симетрија, имаат слики или фигури. Еве кај хоризонтална. Хоризонтална буквата Н е фигурата. Оваа фигура, исто и таа имаат сите хоризонтална. Тоа е како стрелка исто. Така, еве стрелката, ова како месечинка што е, еве В, ова латинични се Б и Д, значи букви исто имаат хоризонтална симетрија. Нормално, кога ќе ги превиткаме, добиваме исто. Сега во природата. Симетријата во природата. Ја гледате и вие. Што се случува, гледате. Значи во мостот, Дека може реката да биде огледало На мостот. огледалот на мостот, да, и веќе ја гледам и таа линија која што се појавува тука. Таа е замислена линија, ние е замислена линија која што е симетрична, значи, еве, се огледува. Добро, продолжуваме понатаму, еве и кај цветовите. Има исто симетрија. Значи во природата има многу симетрија, само ние треба да ја забележиме. Тоа е насекаде околу нас. Да. Насекаде околу нас може и тука да најдеме симетрија. Сега асиметрија или кога нешто не е симетрично. Ништо Значи, не е симетрично, а Кога ќе го да речеме свиткаме. срцето ако го свиткаме поинаку, ако не е во вертикално. хоризонтално. Хоризонтално се превитка. Да, ако го превиткаш на поинаку, значи не вертикално, туку Да хоризонтално. речеме срцето ако го Ако е вака. превиткаме вака, нема да добие симетрија. Така, нема симетрија така. Значи има само вертикално кој ќе го така. Само превиткаме, вертикално, да, има има вака симетрија. асиметрично. Така е асиметрично. Така. Ќе ви покажем, имаме некои слики, што се да видиме да ги издвоиме кои ќе бидат симетрични, а кои асиметрични. Ајде. Овдека имаме задача. Дали ќе може да доцртуваме со или нема да може директно на ова? Не, мислам дека нема да може директно на ова. Нема да може. Значи, веќе тука имаме задача која што ќе треба да доцртаме, значи ова ние знаете вие веќе дека е правоаголник, треба да доцртаме делот од него. Ајде да пробаме на табла наставнички. Може.